Мариово – женска народна носија. Женската мариовска носија ја сочинуваат кошула, гушале, калци, сагија, појас, вута, гуна, ѕиври, чорапи, пинци, коцел, обрус, гајтан, шамија и накид. Кошулата е од бело, домашно памучно платно. Кроена е од јака затилок, рамни ракави кои на краевите се широко отворени, преден стан, заден стан и по два бочници од страните. Везбено најбогата е невестинската голема кошула или наречена уште црнета кошула. Застапени се алена, ѓувезна, црна и жолта боја, а од везовите најпознати техники се орано, каделка, писано и грабено. Гушале е парче од бело платно, кое служило за покривање на предниот граден отворен дел од кошулата. Калци се плетени, волнени полуракави, носени од шаката до лактите. Калците носени до крајот на 19 век биле плетени од црна волна, а преку целата должина биле прошарани со црвени и бели хоризонтални редови. Од почетокот на 20 век калците започнале да се плетат бели со црни шарки во долниот дел. Од истиот период, под влијание на градот и појавата на индустријски материјали, женските калци започнале да се изработуваат и од куповен материјал. Сагија или саја е горна безракавна облека од памучно платно. Кроена е од следните делови: две поли, заден стан, а од страните по два мали бочника. Накидена е со резки во алова и црна боја. Невестинската сагија има и дополнителни полуракави со должина од рамото до лактите. Тие се богато украсени со алови реси. Појасот е плетен од црна волна во вид на гајтани. 5 или 7 гајтани се пришиени еден за друг со помош на црн конец. Прилично е долг, од 10 до 30 метри. Се обвивал околу половината, а во него жените се чувале често чешел или огледалце. Вутата е ткаена скутина која можела да биде од еден прегач или прегач чолтаре од две дипли. И двата вида се ткаени со прави хоризонтални шарки на црвена основа. Гуна или горница е горна безракавна облека со должина до над колената. Изработена од бела или црна клашна, кроена од две поли, заден стан, а од страните по еден бочник. По рабовите е украсена со алови гајтани и со реси. Белата гуна е специфична невестинска облека што се облекувала на денот на венчавањето. Во време на жалост се облекувала наопаку. Ѕиврите се волнени, плетени получорапи без стапала, носени од глуждовите до под колената. Орнаментирани се со прави хоризонтални шарки на темна, најчесто црна основа. Чорапите се волнени и плетени, долги се до колената и се богато орнаментирани, особено оние за девојки и млади невести. Од Втората светска војна наваму започнале да се плетат најмногу чисто црни чорапи. Пинците се изработени од говедска кожа, домашна или за најчиска изработка. Поимотните, уште во почетокот на 20 век, носеле чеили, набавувани од градските занаетчии во Прилеп и Битола. Коцел е украс за на коса. Се појавува во два вида:
како коцле. Во горниот дел со приле, сплетена од природна коса и црвена волнена преѓа, а во долниот дел кишчер со реси. И како голем коцел, специјален невестински украс од црна волнена преѓа, составена од следните делови: леса исплетена од плетенчиња, јаже со 2 топа и долу ќушки со главки. Обрус е специјално невестинско покривало за на глава од бело правоаголно парче платно со димензија 30 см на 1,5 метри. На 2 краја украсено е со ткаен шар на црвена основа и со црвени реси, долги од 40 до 50 см. Наоколу по рабовите извезен е со веѓи. На главата се поставувал на следниот начин. Едниот крај заедно со ресите се свиткува околу главата како чалма или во вид на венец, а другиот крај, пуштен преку грбот, се закачувал за десната страна од појасот. Како обележje на омажена жена, се носел до крајот на животот. Гајтан е правоаголно бело парче платно, везено и накитено со пари и разнобојни монистра. Се носел закачен за невестинскиот коцел под појасот, на долниот дел украсен е со ресулки од монистра и бели жапки. Шамија. Бела шамија или тулбен носеле девојките. Невестите и младите жени носеле аловен тулбен, а постарите жени носеле темно црвени или црни шамии. Како знак на жалост се носела темно црвена, а најчесто црна шамија. Во време на жалост, косата се носела расплетена. Од накид се носеле пафти со подвеска, ковани насреде со тока и биле кувенџиска изработка. Обетки за на чалма, накиза на глава украсен со трепки. Решме, сребрен украс за на коцел со 2 реда целки, сребрени монети и 2 подресени алки. Копец, украс за на пазови и појас со 2 реда синџери подредени со сребрени пари. Шут копец со 2 синџира, кувенџиска изработка.